Значи, во првото видео, како што ја објавивме, овде сме во овој правец. Значи, местноста каде што гледате е местноста каде што беме претходно. Тоа е локалитетот Алењак, каде што од него представивме каде е селото Бели одма таму и позади Бели треба да дојде изворот Бела, по кој што го добил селото Бели, а веќе сега сме на акрополата на Древна Сана, која што била дел од древниот уште еден град на древните македонци, кој што граничел со престолнината Бела. Во овој правец на југ, по правец на југ е древното езеро Прасијацко, а додека по правец на исток е Кочанска река и веќе на 20 минути од овде треба да дојдеме до престолнината Бела, која што за прв пат Владо Павлов ќе ви ја објави и ќе ви ја достави, ќе ви ја представи каде се наоѓа истата. Но, кога сме овде, да ќе представиме неколку слики кои што потврдуваат за ова кале, за ова древно македонско кале, кое што е поврзано со големи битки од времето на Август Октавијан и Тиберий, меѓу кои и последната битка која што е позната со библиското распетие. Инаку, ова кале е направена на степенеста пирамида, кој што може да забележите дека целата е на пластови и која што е патоказ кој што не води од тит ливи да дојдеме до престолнината Бела, која што била веднаш до акрополата на Древна Сана и градот кој што граничел и кој што ако ја гледаме од оној рид како што го гледате таму е гробиштата на Вокочани, ќе видиме дека местноста која што би требало да биде престолнината Бела и ова местност би биле заедно. Но, кога ќе се доближиме, Тит Ливи опишува дека доаѓаме до разединување со преместена река. Тоа значи дека Кочанска река е река која што ги делела, која што делела акрополата на Древна Сана и градот заедно со престолнината Бела. Сега од овде, во правец на исток, треба да дојдеме до престолнината Бела, која што е овде на 20 минути. Уште еднаш, да се надоврземе. Значи, местноста на Дабо, камерата сега ќе ви покаже, значи, местноста на Дабо е местност која што е во правец од овде на северозапад, а додека ако одеме од Дабот нааму е во правец на југо-исток. Значи 2,5 сати одење, Тит Ливи опишува од Дабот до акрополата на Древна Сана, која што е запечатена најпрво од Амброс Тито, а денес Ција со право ја заштитува, затоа што се поистоветува со вистината за древната престолнина на Бела, каде што е роден Александар Македонски. Тоа значи дека сега, значи ако одеме од Дабот, имаме 2,5 часа одење, тога се мерело во часови, до акрополата на Древна Стана, значи југоисточно од изворот наречен Бела, по кој што имаме село кој што денес се вика Бели, е акрополата на Древна Сана, која што била на ова кале, и сега од овде одеме во правец на исток 20 минути и доваѓаме до престолнината Бела, за кој што прв пат Владо Павлов ќе ви ја представи со докази и аргументи, каде што со завршувањето на битките помеѓу македонците и помеѓу римјаните, а први кои што ја уништиле биле галите, а потоа римјаните ја преместуваат
на она место каде што денес на вас ви е познато на територија на денешна Грција. Исто така Амброс Тито, како главен масон на Сионскиот прират, не би бил Тито ако не ги знаел овие работи. И не џаби, не случајно овде имаме споменик од НОБ кој што нема ни Н буквата од НОБ. И престолната бела, ќе видите какво здание има исто таму. Има едно големо здание кое што ќе ви го представиме и ќе го видите сите вие заедно, кое што е на врв исто така на пирамидална структура, каде што можеме да ја завртеме целосно целосно објектот кој што го изградил Тито, се со една цел да се сокрие вистината за Бела, која што подоцна е престолнина на Јудеја, каде што Изрод Велики овде ја гради својата, овде ја презима престолната Бела и ја гради во Иродеја. Така да, ако дојдеме до сите овие заклучоци со Тит Ливи, кој што никако не се сопаѓа на територија на денешна Грција, затоа што на горната површина на местото на столбот и градот кој што се наоѓа меѓу изворот наречен Бела, тоа ти е Дабот и ова Кале, точно се поклопува со Алењакот, каде што беме во првото вклучување на видео, каде што бил градот. Значи на горната површина од столбот и изворот Бела е Ајгај ЕГ. Тоа е денес местноста која што пред малку беме, а сега од ова Кале, во правец на исток, одеме кон Бела, која што Тит Ливи опишува дека истата таа треба да се наоѓа на 20 минути од овде. За прв пат во овие 20 години одеме на престолнината Бела, каде што е роден, каде што живеел и каде што творел кралот на кралевите и царот на царевите Александар III Македонски. Градот секогаш е бил на исток, овде е било светилиштето, акрополата на древна Сана и манастирот, како што денес ни е познато на сите оние кои што живееле овде, а додека западно од овде доаѓаме до ова здание како што го гледате Алекс, кое што лежи врз Пајонската гробишта, и здание на кое што Паско Кузман не обраќа никакво внимание, здание кое што нема ниту една зграда. 2005 година кога Паско Кузман лично на моја покана доаѓа, здание кое што денес се зацементира најголемата пајонска гробишта, каде што треба од Алењакот, кај што беме, да е преместен кралот, тоест царот Филип Македонецот, и за кој што имаме аргументи и докази поради кој што Владо Павлов е ставен на мета најпрво од роднините и оние кои што беа како мој дедо, баба, жени, не знам што ли не, али за сето тоа во друга прилика. Тоа значи дека онаму каде што ја пронаѓаме матицата е преместениот гроб на Филип Македонецот од Ајгај ЕГ во Пајонската гробишта, каде што имаме докази и аргументи дека овде имала најголема некропола од железно време и која што е искористена за почивалиште на нашиот цар, а тоа не го потврдува матицата која што е од влезот на вистинската гробница која што била на Алењакот, тоест на Ајгај ЕГ. Уште еднаш, ова е зданието Алекс, кое што е изградено врз најголемата пајонска гробишта, под чие здание се наоѓа според Владо Павлов и гробот на Филип Македонецот. Точно се поклопува со сето тоа, но за сега за прв пат ќе видовме нешто каде што ја гледаме и Витлеемската звезда. Ова црвенило секако е од Алконе, секако од близина. Еве ја. Тоа е доказ дека се доближува, дека истата доаѓа онаму од каде што и претходно ја осветлила
ова акропола на древната Сана, што значи дека Витлеемската звезда од тој дел доаѓа, тоест Венера, и која што треба да го осветли наводно, нели, раѓањето на Исус од Библијата или раѓањето на Александар. Уште еднаш, Паско Кузман пред да дојде, и со доаѓањето на Паско Кузман, на кој што е представено цвеќето на живото, матицата и сето оно што не му е било интересно, а со докази и аргументи имаме право да докажеме дека Паско Кузман со сите непријатели на Владо Павлов, кај што поголемиот број од нив доаѓа, визитари за други туги интереси, со цел да го зацементират гробот со ова здание на Алекс и да ви го представуваат денес во Грција на геоглифот, па ако треба и на вардарски рид, а се со една цел, уште еднаш да бидеме најголеми фалсификатори македонците пред вистината за оно што се случува. Со дењето на Паско Кузман започнува и градењето на овој комплекс, најпрво од бетон штип, каде што знаете газди беа Сашо Мијалков и Орце Камчев, а директор беше Мијалче, бивши градоначалник на Проби Штип. Дали случајно или не, самите вие утврдите, немаше ниту една зграда, немаше ништо во времето кога Паско Кузман лично на моја покана дојде да овие откритија ги представиме во 2005 година пред цел свет за спас и обединување на македонскиот народ и за никога северна како што е денес секогаш Македонија. Ве сакам сите, продолжуваме 20 минути од овде во правец на исток, каде што е престолнината Бела, изградена од Филип Македонецот и преместена од Ајга Јеге, денешна Ленјак, на платото на 20 минути во правец на исток од акрополата на Древна Сана, која што ни е запечатена со ова здание на Пан и символиката која што е поврзана со вистината не за Македонија, туку вистината за нешто друго кое што нема никаква врска, кое што нема никаква поврзаност со оно што ни се представено овде. Освен тоа што имаме символика на бакарен жртвеник, каде што сите овие цртежи кои што ги има на споменикот докажуваат дека имаме бакарен жртвеник кој што ги представува дењето од овај во другиот свет и сето оно што е представено како символика дека гробот на македонскиот цар треба да е во Кочани. Тоа го представува ова здание од Тито, запечатено и денес заштитено од ЦИА. Да живее Македонија, продолжуваме. Во правец на исток 20 минути од овде.